Без починати пациенти е денешната ковид статистика за клиничката болница во Тетово за изминатите 24 часа. Во регионот во кој претходните 3 недели секојдневно имаше смртни случаи, започнува стабилизација на пандемијата, но сепак состојбата е се уште критична, затоа што во ковид центарот се хоспитализирани 80 на пациенти кои се со потешка клиничка слика. После 3 недели конечно бројот е 0 на починати. Но сепак нашите хоспитализирани, кои се 86, се сите во тешка форма на болеста. Се надеваме дека и тие ќе го преброат овој вирус. Пак апелираме за вакцинација, затоа што со покачување на бројот на вакцинирани, еве доаѓаме и до помал број на инфекцирани. Вчера бројот на амбулантските прегледи беше некаде околу 143 пациенти кои сите дошле во блага форма на вирусот за контрола. Значи не доаѓаат во терминална фаза кога веќе и протоколите не можат да направат ништо. Затоа апелираме за сите да се вакцинираат, да пазат и да го победиме овој вирус. Во Тетово досега нема случаи на ковид во основните училишта, во Гостивар пак се регистрирани 2 позитивни професори, од вкупно 6 пријавени случаи во државава за периодот 5-6 септември, заедно со 2 средношколци од Штип и 2 основци од Штип и општина Карбинци. Токму поради лошата епидемиолошка состојба, средношколците од Полошко првите 2 недели учат онлайн, а Комисијата за заразни болести треба да одлучи како ќе продолжи наставата. Анализи прави и Тетовскиот кризен штаб. Идниот состанок ќе имаме наша анализа и според тоа ќе се обратиме до него. Се уште ја сметаме ситуацијата за сериозна, се додека например уште бројот на лица кои се лекуваат со терапија со кислород е меѓу 90 и 100 луѓе на ден. И неделниот извештај на Институтот за јавно здравје покажува дека бројките паѓаат и кај новозаболените и кај смртните случаи. Во периодот од 30 август до 5 септември регистрирани се 4623 новозаболени во 34 града низ државата, што е за 27% помалку споредено со неделата претходно. Највисока инциденца овој пат има Свети Николе со 335 заболени на 100.000 жители, а потоа е Скопје. Најмногу нови случаи се повторно граѓани над 60 години, 1379, но клучно е што има огромно намалување на бројките кај помладата популација, 43% кај лицата на возраст од 20 до 29 години и 35% кај возрастната група од 30 до 39 години. Минатата недела забележани се 36 реинфекции, што е двојно помалку од претходната недела. Во анализираниот период како последица на компликации од коронавирусот починаа 194 лица во 22 града низ државата, а најмногу се од Скопје 63.